Браво. Големо браво. Добре ни дојде Сергеј, толку ни беше потребен Сергеј Настевски, музичар, маестро на овие традиционални инструменти, студент се уште, но момче пред кое стои голема иднина, да, прекрасно. И благодарам што од Прилеп допатува во студиото на Алфа денес да ја запознаеме јавноста за она што допрва доаѓа од тебе, од твојот труд и од твојата желба да свириш и да настапуваш на концерти. Ви благодарам на овие убави зборови, ви благодарам на поканата. Чест ми е да гостувам овде. Така, во CV-то што ни го испрати навистина многу млад, а сепак толку надежен и убаво е кога некој ти дава поддршка и верува во тебе. Можеме да започнеме од благодарноста кон професорот поради кој што денеска си тука. Може. Пред се, може би најзаслужен за овој мој прв професионален чекор кон концертната дејност е професорот Маријан Јанковски. Тој е магистер и воедно професор на Факултетот за музичка уметност тука во Скопје, каде што за прв пат го запознав оваа година, односно на мојата трета година од моите студии. И не искачи и не само мене, туку и сите колеги што ја запишавме на соката за народни инструменти, не искачи за 1-2 степени повисоко и со неговата љубов, со неговиот труд, само не турка напред кон големи нешта. Му благодарам од срце. Многу значи тоа на почетоците, вака како што си ти. И те прашав дали има некој во фамилија кај тебе што е со музичко искуство и од кој што ја наследи оваа љубов кон народните инструменти. Велиш не, јас сум во овој потесен круг на фамилијата прв музичар. Кога се запозна со кавалот, со инструментите, како ја засака музиката, македонската традиционална? Музиката ја засакав во прво одделение. Дојдоја во моето основно училиште екипа дечки, оркестар од народните инструменти, да презентација да направат за нивното училиште, односно Ордан Михајловски Оцка Прилеп, каде што јас прв пат се запознавам со народните инструменти и тогаш се јавува желбата. Од тогаш дома ми се свири, јас сакам да свирам, готово, јас ќе свирам, со ова ќе се занимавам. Се запишувам веќе на 6 години во Ордан Михајловски Оцка Прилеп, каде што таму Мендо Ташковски, професорот по народни инструменти, го препознаа мојот потенцијал и ми го дава музичкиот карактер кој до ден денеска се водам по него. Така. И го завршите образование, заврши 3 години, сега ја следи 4-та година од факултетското образование и во средата вечерта направи еден концерт. Како дишам јас? Да. Ајде, кажи ни повеќе за концертот, кој се настапуваше, како течеа подготовките, ова е прв твој концертно искуство. Тој концерт, како дишам јас, за мене представува многу голема работа, оти тоа е нештото што го одбележува мојот професионален почеток. Пред се, сакам едно огромно благодарам да му кажам на оркестарот, што ме придружуваше, односно на колегите од Факултетот за музичка уметност во Скопје, што се спремавме и проби правевме за време на испитна сесија и тие ми пружија толку многу љубов, ми дадоја
со голема доверба во мене, со поттик, храброст ми дадоа за да може да се оствари нештото. На концертот е на моја иницијатива, моја организација и е стварно многу тешко. Како за прв пат имаше и потешкоти, имаше и луѓе што застанаа позади мене и дозволија да се направи тој настан. Морам да споменам дека и општина Прилеп застана позади мене со ширум раширени раце и Очигледно веруваат во твојот потенцијал. да. Да. Ова што го гледаме сега, ова е дел од концертот? Не, ова е видео снимка од моето домашно студио на Зурла. Ова е езгија, односно импровизација. Освен на вакви дувачки инструменти, на што друго свириш? Свирам на Зурла, свирам на тамбура, гајда и на тапан. Сите тие ги научи во ова музичко образование до сега. Да. Кој е најтежок, најпосебен од сите? Јас мислам дека најпосебен инструмент е кавалот, затоа што кавалот најмоќно може да го пробуди македонскиот идентитет во нас. Што убаво кажам. Да. А гајдата мене ми личи гајдата дека не е баш едноставен инструмент, иако вака лесно изгледа. Да, сите мислат дека ќе ја надујаш гајдата и дека таа си дува само, да. Ама тоа е цела техника. Така. Цела техника на стегање, на трилери, на украси. Така. Браво. Во вторникот го најавивме твојот концерт и кажавме дека ќе ни видиш денес гостин. Меѓутоа, временските прилики, односно неприлики, делува за да од отворено преминете во затворено подрачје. Верувам дека го доби, нели, она посакувано публиката, тоа најдобро може да го каже. Каде се случи концертот? Епа, првично, нели, 1 сат пред настанот, екипата со озвучувањето и осветлувањето пристигна на камената бина, односно на првичната замисла за да се оствари тој настан. Бевме малку уплашени да не ни заврни, што би правеле ако ни заврни, но јас тврдоглаво викам и да заврни, чекаме, и да преврни во 12 почнуваме, концертов мора да се направи. Пристигна и професорот Маријан од Скопје. Само што се наштимавме, почнува да врни. И паника. Сега, што? Не можам да го откажам. Толкава организација, толку луѓе позади мене, оркестаров на народни инструменти тука, не може да се откажи. И што направивте? Одма ги побарав општина Прилеп, кој за рекордно време реагираа и се ослободи киното Мистон во Прилеп, каде што одма се префрливме таму, се наместивме, се озвучивме. Концертот почна половина час покасно и јас бев изненаден за публиката која ја имав. Значи, немаше слободно седиште, се седеше дури и на скали. Видовме и на снимките, да. Нештото заврши прекрасно, а се надевам дека во блиска иднина ова што го правам јас ќе го добија вистинскиот сјај, па на камена вина. Така е. Тоа ти се веројатно и желбите за во иднина. Ти ми кажа, иако учиш теоретски и педагошки смер, насока, сепак сакаш да се занимаваш и со концерти, освен како наставник во музичко. Да. Целта ми е да успеам во концертна дејност, но исто така сакам и деца. Би се пронајдол во педагошка дејност. Сакам да предавам во стручно училиште. Не во основно по музичко образование, бидејќи музичкото образование, знаеме и сите, не е толку озбилно сватено. Би сакал да предавам во музичко. Во музичко Прилеп има училиште. музичко училиште, така, нели? Да. Одлично. А дали концертна дејност тука во рамки на Македонија или поширок да представуваш како амбасадор нашата земја? Досега, еве професионално
се занимавам и со концертна дејност, но не лично за мене, туку за повеќе културно-уметнички друштва од Македонија, каде што настапуваме во повеќе држави од Европа и од светот. Еве, да кажам, во понеделник заминувам Истанбул на турнеја со Акут Мирче Ацев, тука од Скопје. Учествував и со други исто така културно-уметнички друштва, како што се Блажевски во Охрид на Балканскиот фестивал и со Гоце Марковски, кој ја направивме на многу убава турнеја се до Португалија, Шпанија и Франција. Освен со друштвата, јас ќе ти посакам и соло, нели, концерти, кариера, која што ќе те издигне и многу турнеи. Многу успех во твојот музички пат, професионален пат. Немам што друго да додадам, освен нели, одгледувај се го твојот талент, работи многу на себе и многу успешна кариера. Ви благодарам. Така, може Суза може и да ни обсвири секако да се одјавиме со музика, на гледачите ќе им се заблагодариме за вниманието, ќе ви посакаме убав викенд, внимавајте со топлото време. Со музика го внесовме Сергеј со музика и ќе го изнесеме од ова утринско издание. Довидување, Сергеј Повели.